Почитуван председател Стево Пендаровски, уважени гости, дами и господа, државната химна во изvedба на оперскиот пејач Наум Наумовски. Денес над Македонија се раѓа ново сонце над слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се ве над Крушевската република. Гоце Делчев питу гули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев питу гули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител, кој представува едно од нашите најзначајни духовни и културни светилишта, одбележува 1000 години од осветувањето. Ова е голем јубилеј за Македонската православна црква, но и воопшто за православното христијанство, значаен за нашата, но и за останатите држави. Бигорскиот манастир бил основан во 1020 година од страна на првиот архиепископ на славната Охридска архиепископија Јован, по потекло од Дебарскиот крај. И како монах, и како архиепископ, и како градител, и како литературен деец, Јован Дебранин оставил непроценливо и неизбришливо дело. Низ вековите на обстојувањето на обителта, светооточкиот монашки дух раѓал многу духовни водачи, преподобни старци и непознати светии. Затоа сета историја на манастирот, неговиот живот, црнорисците, фреските и иконите, се што во него било и е создадено, се што е негово минато и сегашност, шепоти за еден непрекинат стремеж кон возвишеното, убавото, доброто. Особено значаен за Бигорскиот манастир е преродбенскиот 19 век. Во Бигорското келино училиште учеле и учителствувале најзвучните имиња од епохата на преродбата во 19 век. Јеромонахот Кирил Печиновиќ и отец Јоаким Крчовски, првите писатели на говорен народен јазик, архимандритот Анатолиј Зографски, кој бил замонашен токму во Бигорски, потоа епископот Партени Зографски, нашиот прв учебникар, филолог и лингвист, и секако многу други. Во манастирот била оформена и манастирска книгохранителница со значителен фонд на старопечатени книги и ракописи, од кои некои се уникатни споменици на книжевноста. Голем дел од бигорските монаси и воспитаници имале пресудно значење за создавањето на македонската културна, јазична, општествена и политичка самосвест, како и за формирањето на македонската државност. Во текот на целиот 19 век, Бигорскиот манастир, освен што представувал едно светило за духовниот и националниот интегритет, тој меѓу другото бил и ненадминат центар на културно-уметничките текови на овие простори. Доволно е само да се спомене неповторливото ремек дело на мајсторот Петре Филипов Гарката од село Гари и неговата тајфа.
Бигорскиот иконостас во дрворез со изработени над 500 човечки фигури, прикажани мноштво сцени од Светото писмо со презентација на народни носии од Мијачкиот крај. Освен ова врвно дело на мијачките копаничари, тука се уникатните икони и животописи на великаните на преродбенскиот иконопис Михаил и син му Даниил Јеромонах, учители на нашиот најпознат иконописец Дичо Зограф од Тресонче, кој секако оставил своји творби и во Бигорски. Во манастирот исто така доаѓа до полн израз умешноста на македонските неимари од 19. век, изразена преку манастирскиот католикон, првиот од камензит храм, единствен по својот вид. Потоа костурницата и конакот Горни палат, со големата и мала трпезарија, дрвениот чардак, таваниците во одаите, фурната, нешто што го прави Бигорскиот манастир репрезент на македонското градителство од 19. век. Она што е особено значајно се и актуелните случувања во манастирот и сите духовни, социјални и хуманитарни активности што ги презема Бигорската обител. Манастирот за верниците и граѓаните од околните краеви и воопшто од цела држава представува извор на мир, хармонија и љубов. Почитувани, денес на Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител ќе му биде доделен орден за заслуги за Република Северна Македонија. Почитувани гости, имам чест да го поканам председателот Стево Пендаровски да ви се обрати. Добар ден на сите. Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, почитуван архиепископ Охридски и Македонски на Јустинијана Прима, почитувани членови на Бигорската обител, почитувани представници на религиозните заедници, уважени гости, дами и господа. Нашата генерација има инзворено ретка можност да биде сведок на еден импресивен јубилеј каков што е 1000 години од основањето на Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител. Честа за мене е уште поголема, што како председател имам привилегија на манастирот да му доделам високо државно признание. Бигорскиот манастир, надвор од било какво сомнение, е едно од нашите најголеми духовни светилишта, кое низ вековите и денес во континуитет представува извор на писменост, на култура и уметност. Бигорски не е само православен манастир и христијанско светилиште. Тој од секогаш бил прочуен како место каде што помош, подкрепа, човечки збор и утеха можеле да најдат сите, без разлика на нивната верска, етничка или било каква друга припадност. Историјата на манастирот, но не помалку и неговата денешна жива духовна и културна мисија и ангажман, лесно ги надминуваат државните граници и ги сплотуваат и обединуваат луѓето, што е сигурно најблагородната можна кауза во светот од кој сме дел. И да имате најдобра намера и желба, невозможно е само во неколку минути да ја опфатите 1000 годишната историја и традиција на овој храм и да кажете доволно за сите аспекти кои го прават делото на Бигорскиот манастир толку посебно и вредно. За дел од нив чувме во најавата на почетокот, за дел сме имале можност да читаме во старите ракописи, во дел се имаме самите уверено, со своји очи, но без друго, има и делови, кои допрва ќе ги откриваат генерациите по нас. Впрочем, манастирот, на радост на сите нас, продолжува да живее, да создава добрини и да остава вредности. Повеќе од убеден сум дека и во вториот милениум од своето постоење, традицијата ќе биде продолжена, а сите ние ќе бидеме задолжени со нови културни и духовни подвизи и дела, достојни за почит. Драги пријатели, за жал и покрај убавите настани и јубилеи како овој денешниот, оваа година, 2020-та, ќе ја паметиме и по пандемијата, која од темел го промени нашето животно секојдневие. Живееме во страв и предпазливост поради вирусот, додека сме соочени со разорните економски последици што тој ги предизвикува. Меѓутоа, токму во вакви моменти, повеќе од било кога, ни е потребна верба, солидарност и меѓусебна почит, грижа и внимание, љубов и подарување кон блиските, кон сиромашните, кон ранливите. Навикнати на комотноста и рутината на животот, секоја промена од овој ранг ја доживуваме фаталистички и многу полесно од порано, дозволуваме да не совладаат нетрпеливоста, гневот, фрустрациите.
Меѓутоа, токму 1000 годишната приказна на Бигорски не подучува дека животот не е само мед и млеко и дека, како што вели народната мудрост, во секое лошо има и понешто добро. Човековата историја памети и други апокалиптични собитија, но човечкиот род секогаш излегувал возобновен со нови животни искуства. Така ќе биде и овој пат. Во борбата за порадосен и поисполнет живот, моќта на вековните крепости, каков што е Бигорски, сигурно можат да ни послужат како дополнителна инспирација. Дозволете ми на самиот крај, на сите да ви посакам добро здравје и благосостојба, а на свештената Бигорска обител и на отец Партении да им се заблагодарам за се што чинат, за да ја сочуваат традицијата и нашето културно и духовно богатство, но и за нивните напори во служењето на сите оние кои доаѓаат во манастирот за да најдат мир, благост и подкрепа. Ви посакувам и во наредното 1000-летие, вие и вашите духовни наследници, да останете верни на традицијата, на тоа свето место со толку големо значење за виталноста на нашиот народ. Ви благодарам. Почитувани, во продолжение следува читањето на Указот за одликувањето. Указ број 7, 13 октомври 2020 година. Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18, став 1 од Законот за одликување и признание на Република Македонија, Службен весник на Република Македонија број 4802, 2412 и 19016 се одликува Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител со орден за заслуги за Република Северна Македонија, за зачувување и за продолжување на 1000-годишната традиција и за придонесот во негувањето на духовното и на културното историско наследство, за грижата за уметничките реткости и за постојаните социјални и хуманитарни активности. Стево Пендаровски. А сега го поканувам да пристапи епископ Антаниски господин Партени, игумен на Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител, да го прими орденот. Го поканувам епископ Антаниски господин Партени, игумен на Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител, да се обрати. Почитуван председателе на Република Северна Македонија, господин Стево Пендаровски, Ваше блаженство, архиепископ Охридски Македонски господин Стефан, почитуван председателе на владата, господин Зоран Заев, Ваши високи преосвештенства и преосвештенство, почитувани представници од владата, преподобни и чесни оци, возлюбени гости. Дозволете ми најнапред срдечно и топло да му се заблагодарам на почитуваниот председател господин Стево Пендаровски, како и на сите останати што придонесоа годишнава голема сеопшта радост за нашиот народ, 1000 години од основањето на Бигорскиот манастир, да се збогати со овој чин, одликување на свештената Бигорска обител на честниот претеча со високото државно признание орден за заслуги за Северна Македонија. Со ова почесно одликување, всушност, нашата држава покажува дека умее да го препознае и да го вреднува меѓу другото и она што според зборовите на Светото Писмо е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, она што е добродетел, што е за пофалба. Светиот Бигорски манастир не само што веќе 1 милениум ги озарува овие простори со зраците на Божијата светлина и светост, со словото на Божественото Евангелие,
туку низ историјата одгледал бројни духовни и обштествени дејци, заслужни за нашите современи духовност, образование, култура и државност, нешто што беше нагласено пред малку и во иницијативата за одликување. Значајно е што во време на духовна, морална и просветна ерозија насекаде околу нас, кога многу традиционални вредности се подкопани или релативизирани, кога искуството на предците е до крајност занемарено, се оддава голема чест на една институција, би рекол поскоро на еден жив богочовечки организам, кој што цели 1000 години ја одржува плодна климата за обожение на богокопнежливите единки на нашата благословена македонска почва. Со благословот и молитвеното застапништво на честниот и славен пророк, претече и крстител Господов Свети Јован, Бигорската обител и денес успешно и непрекинато ја продолжува богослужбената и евангелско-просветната хомеостаза во нашето општество. Христијанската традиција, просветлението и животната мудрост зачувани во 1000-годишното наследство на Бигорската повест, а кои истовремено се поистоветуваат со свештеното православно предание на црквата од Исток, се единствениот применлив и плодотворен одговор на современите тенденции за обесчовечување, се извинувам, на човекот, изразени преку агресивното навлегување на современата технологија, особено на социјалните мрежи во сите пори на секојдневниот живот. Соочен со бездушната тиранија на така наречената вештачка интелигенција, денешниот човек се повеќе го губи својот богоподобен образ, се осамува, станувајќи жртва и дел од обезличената и безцелна толпа. Тоа доведува до создавање на една нихилистичка антикултура, исполнета со ширење на омраза, со исмевање на она што е свето, со релативизирање на вистинското добро. Секојдневно сме сведоци на девалвирање на вредностите што се дел од човекот и му се преку потребни. Сведоци сме на разноразни клевети, озборување и лажни вести, кои што причинуваат штета во психосоматскиот систем на човекот, а особено на младите. Ете зошто денешно во високо одликување од страна на највисоката државна институција на древниот Бигорски манастир, како место на постојана молитва и патоказ за духовна ориентација, испраќа силна порака во нашето општество за тоа дека калта на овој свет не може да го засени блесокот на златото, која одразува светлината на Божјата убавина, на благородството и на љубовта. Под злато го подразбирам се вкупното христијанско наследство и светото православно предание, кои иако навлегуваат длабоко во минатото, тие имаат истата благодатна преобразувачка сила и во сегашноста, а истовремено се и авангарда на иднината. Согласно опитното сведоштво на апостол Павле, кој вели дека Исус Христос е ист вчера, денес и во веки. Меѓутоа, за жал, зраците на оваа вечна вистина честопати не можат да ги пробијат облаците на овдешните лаги, суети и страсти, токму поради самите нас, христијаните, и особено поради некои од нас во свештениот клир на црквата. Напати се чини дека го забораваме повикот што Христос го упати кон своите ученици. Вие сте светлина на светот, вие сте солта на земјата. Ако солта ја изгуби силата, тогаш не можеме да очекуваме дека некој друг и нешто друго ќе ги посоли човечките души со благодатта Божија. Благодат што осветува, што ослободува, што ги успокојува и исцелува раните во душите на луѓето. Раздорите и борбата за доминација во православната екумена, во обид да се прескокне, па дури и урне веќе восстановениот канонски поредок и преданието во однос на првенството во црквата, говорат дека кај некој навистина облутавела солта на љубовта, која што е единствениот надградувачки фактор во црквата и во меѓучовечките односи воопшто. Сепак нема сила што може да ја засени божествената светлина на Божиото откровение во православната црква
И таа секогаш наоѓа начин да се пробие во мракот и во меланхолијата на суетното суштествување во овој свет. Јасен показател за тоа е и дејноста не само на Бигорскиот манастир, во чија слава сме собрани сега, туку и на целокупната наша помесна православна црква. Во контекст на ова, искрено ја поздравувам поддршката на државниот врв за конечното решение на отвореното прашање за признавањето на нашата света Македонска православна црква Охридска архиепископија, со што нашата држава покажува црковна зрелост и духовна еманципираност. Накрај, како игумен на свештената Бигорска обител, би сакал уште еднаш да му се заблагодарам на председателот Стево Пендаровски и на неговите соработници за високото државно одликување со кој им се оддава чест на недобројните бигорски оци, учители и дејци, кои што во текот на цели 10 столетија ги оприсутнувале Христовата светлина, радост, просветата и љубовта, правејќи го Бигорски оска на небесни и земни случувања. Претеча на нашата државност, срце на нашата духовност. Ви благодарам на вниманието на многаа лета. Почитувани, во продолжение следи настапот на монашкиот хор на Бигорскиот манастир. Победитель
Почитувани, ви благодариме за вашето присуство на денешната свечаност. Имајте убав ден.